Добро вечер, вие ја гледате изборната програма на телевизија Бета Парк. Гласањето помина во исклучително фер и демократска атмосфера, заврши пред 2 часа и ние сега ќе ви ги соопштуваме полека резултатите од гласањето. Нашите репортери се веќе на терен. Предлагам прво да го вклучиме Јасмин. Колегата Јасмин е во Државната изборна комисија. Јасмине, што има ново во ДИК? Колега, според ДИК победува ВМРО ДПМН и тоа станува збор за убедлива победа во 54 општини плюс градот Скопје. Се работи за победа јасна како сол. За СДСМ има само 6 градоначалници, што значи дека е известно дека вечерва ќе се слави из цела Македонија. Колега Јасмин, ти благодарам на овие вести, да не кажам прекрасни вести, и самите слушнавте, ВМРО ДПМН е според ДИК растура, а кога ДИК вели дека ВМРО растура, значи ВМРО стварно растура, но јас ки си ја задржам мојата објективна фаца и се разбира неутрална новинарска фаца. Јас не се радувам на овој успех на ВМРО ДПМН, мене ми е сеедно, сите ги сакам. Фала, колега Јасмин, одлични вести, одиме понатаму, одиме сега во СДСМ, таму е колегата Цветко. Овде атмосферата е траорна. Никој не сака да даде изјава, сите ми избегнуваат. Од време на време некој од социјалдемократите излага од големата сала и се упатува кон вецето, од каде што се слушаат звуци на повраќање или вршење голема нужда. Што ми излагаат од вецето, јас веднаш им приоѓам со микрофонот за да земам изјава, но тие си ги покриваат лицата бидејќи очите им се насолзени и бегаат во некоја од канцелариите. Мене навистина ми е многу жал за ова што се случува во СДСМ, тоа не го очекував од нив. Па да не им давате изјава на објективни и независни новинари, какви што сме ние од телевизија Бета Парк, па тоа стварно нема смисла. Па погледате ме мене, дали на мојот лик гледате насмевкан? Воопшто нема насмевка, јас сум младен како шприцер, баш ми ја гајле кој ќе победи вечерва, сите ги сакам, но тоа е тоа, жал ми е што е така во СДСМ. Добро, сега одиме во ВМРО ДПМН, таму е нашата Маргарита. Здраво, колега, јас се јавувам од штабот на ВМРО, како што најавивте. Овде прославата е почната, сите се радуваат, се ракуваат, прават сорачињата да пукне, сите си пеат комицки песни, се отвори и шампањац. Јас успеав да земам и една чаша и да ви кажам, многу убаво ми дојде. Колку убави вести од ВМРО ДПМН е! Но, јас и понатаму ќе си останам младнокрвен, ја гледате мојата фаца, кај мене нема смеење, зошто би се смеел, зошто би се радувал. Колешке, само нешто да ме прашам. Дали фативте рака со премиерот? Да, фатив рака со премиерот, чак успеав и да земам еден автограм, тазе автограм, и кога ќе дојдам у студио ќе ти го донесам да го видиш во живо, и тука сите ја коментираат твојата блажена насмевка и сите викаат дека ќе се растопиш од среќа. Ба какви, колешке Маргарита, нема шанса да се стопам од радост, па јас сум тежок професионалец, објективен новинар, така што нема проблема. Останува трендафил до крајот на браникот на новинарството. Јас истото им го викам, нема шанси да дојде до топење, ти си тврд орев. Ако имаш некое прашање, кажи да им го поставам. Колега Трендафил, дали се слушаме? Колега Трендафил, дали се слушаме? Овде Јасмин. Ало, колега Трендафил, дали се слушаме? Овде Цветко? Очигледно колегата Трендафил се стопил од среќа. Режија, предлагам да пуштиме реклами додека го соберат колегата со джогер.